Денес во рамките на Штипско културно лето ќе се одржи презентација на двојазичната сликовница Две таткови на едно сонце. Овој проект е врз основа на Сдруженијето на заедница Хрвати од Штип и истиот ќе се одржи во мултимедијалниот центар за култура Киро Глигоров во Штип со почеток од 20 часот. Со ова дело сакаме да покажеме дека иако живееме во Македонија, сепак имаме хрватска националност, а тоа е знак дека сонцето исто каде и да свети, вели председателот на Сдруженијето Долорес Петров. Како Сдружение заедницата на Хрвати Либерта со Штип, со многу години назад сме редовни учесници на Штипско културно лето. Оваа година малку поразлично од сите, ќе промовираме нашата сликовница и боенка, која што има наслов Тино бездомното полжавче, која ќе промовира магистар Сузана Ницева и Јана Витанова Ренгачева од Струмица. Сликовницата е двојазична, значи збориме на македонски и на хрватски јазик. Овој начин сакаме да покажеме дека точно две таткови и едно сонце, иако живееме во Македонија, иако сме националност, по националност сме, да речем, Хрвати, ни припаѓаме на еден народ, сонцето е исто, каде и да е исто свети за сите нас, и верувам дека ова сликовница ќе предизвика внимание кај по старите генерации, затоа што за прв пат се случува нешто двојазично, нешто што е поинакво од сите досегашни представувања на Штипско културно лето. Проектот е од големо значење, а дел од сликовниците ќе бидат поклоните на публиката, кој ќе биде вечерва со нас, вели Петров, и додава дека друг дел ќе бидат подарени во хрватските градови Петрини и Глина. Проектот е од големо значење затоа што го спонзорира владата на Република Хрватска, потпомогнато и со спонзорство од општина Штип. Едниот дел од книгите кои што сликовниците уствари кои што ќе бидат испечатени, еден дел ќе бидат поклонети на публиката која што ќе биде утре вечер на промоцијата, а другиот дел книгите ќе одат во Петрини и Глина. Мислам дека знаете со времето на земјотресот пред 2 години, тоа се две настрадани подрачја, два најмногу настрадани града во Хрватска. Публиката ќе нема да им биде, мислам, ќе има угодна, пријатна атмосфера од 20 часот. Секој е добродојден, за сите ќе обезбедиме ладно сокче, за цела публика која што ќе дојдат ќе добијат еден специјален поклон, а дечињата што ќе бидат присутни ќе добијат сликовници. Сдруженијето упатува покана до сите заинтересирани граѓани да повелат вечерва и заедно да го проследат проектот, кој има своја важност за самите нив. Инаку, денес покрај оваа манифестација како дел од Штипско културно лето требаше да настапи и детската музичка оперета Шеќерна приказна, но поради оправдани причини истата е одложена.